Господин Рустеми, влаторот на гостиварските села Горна и Долна Бањица во тек е процес на експроприација со која на жителите кои што главно се занимаваат со земјоделие ќе им биде одземено плодно земјиште. Немаше ли друг начин? Значи, кога зборуваме за трасите за коридор 8 и коридор 10D, тие траси за изградба на коридор 8 и коридор 10D беа предвидени многу порано од страна на Република Северна Македонија и од јавното претпријатие за државни патишта, бидејќи и порано имаше идејни проекти кај треба да поминат овие траси. Врз основа на тие одредени овие траси каде што треба да поминат коридорите, беа зафатени и овие простори каде што ќе бидат изградени овие коридори. Врз основа на тие траси веќе и подпишавме договор со конзорциумот Бехтел и Енкел. Врз основа на тие траси што беа предвидени порано, ние имаме и урбанистички проекти. И врз основа на тие урбанистички проекти, каде што е предвидено каде ќе поминат тие траси на коридор 8 и коридор 10D, се ние во јавното претпријатие подготвуваме елаборати за експроприација. Но овде сакам да бидем многу подециден, бидејќи сакам и вас да ви информирам, но истовремено и граѓаните, дека јавното претпријатие за државни патишта не врши експроприација. Има други државни институции што вршат експроприација. Ние како јавно претпријатие за државни патишта сме само корисници на таа експроприација. И таа експроприација произлегува од урбанистичкиот проект што за овие коридори е донесен од страна на влада и тоа се предвидува и коридорите кај ќе поминуваат овие автопатишта. Така, но од друга страна се емоциите кои што ги имаат жителите. Јас ги разбирам тие емоции, бидејќи експроприацијата е секогаш многу чувствителна. Да, мачен процес е. Велат дали знаат од каде потекнува познатиот бањички кромит. Вие сте од Полошко, веројатно знаете. Ние сите знаеме кој што во цела Југославија бил познат и ден денеска се произведува токму од тие ниви. Значи, мене стварно ми е жал. Жал ми е бидејќи треба да се експроприира дел од земјиштето, тоа може да биде и градежно земјиште, за некој градежното земјиште е многу побитно од земјоделското земјиште, за земјоделците земјоделското земјиште е многу битно за нив, бидејќи од тоа живеат тие и мене ми е многу жал, но кога градиме еден стратешки проект, како што се коридор 8 и коридор 10D, па и сите други патишта што се за јавен интерес, тие патишта мора да поминат некаде во некој имот. И секогаш ние сите сме чувствителни за имото што го имаме и замисли некој да ти дојде во одреден период да ти каже дека овде треба да помине некој пат и таму треба да помине во твојот имот. Но јас како директор на јавното претпријатие не определуваме кај ќе биде точно трасата. Тоа го определуваат експертите, тоа го определуваат проектантите. Да, ни го образложивте. Дали мораше земјиштето трајно да им се одземе, со оглед на тоа што тука нема трасата да поминува буквално од автопатот, туку ќе биде користено за помошни објекти за изградба на автопатот. Дали мораше земјиштето трајно да се одземе или можеше да му се врати на собственикот откако ќе заврши употребата? Значи, ние кога веќе имаме урбанистички проект, одобрен од страна на влада, ги разгледаме сите можности и тоа го разгледуваат и другите државни институции, како што е државниот правобранител, управа за имотни правни работи, биро за вештачење каде што се врши процена на вредноста на земјиштето. И врз основа на сите законски норми ние треба да постапиме со експроприација. Ние знаеме дека има и времена експроприација и трајна експроприација. Времена експроприација каде што се предвидуваат посебните објекти за изградба, тоа трае најмногу 2 години. И врз основа на тоа што законот определува и рок колку може да трае времена експроприација. Автопатот сигурно нема да се гради 2 години. Договорот што имаме ние подпишано е 4 години и 7 месеци. Врз основа на тоа ние не можеме да одиме со времена експроприација. И јас сум имал средба и со жителите од Бањица. И јас ги имам слушано сите нивни барања што го имаме. Ние врз основа на тие барања, јас седнав со сите релевантни институции
И врз основа, кога ги разгледавме сите можности, тоа е единствениот пат, бидејќи ние треба да ги почитуваме сите законски норми што се во важност. Жителите негодуваат и за цената 650 денари за квадрат. Значи вредноста Дела тоа е и многу поголемо процената богатство за нас, од на кое заработуваме. вредноста на имотот не го процениме ние, тоа го проценува Биро за вештачење. Бирото за вештачење ангажира проценители и врз основа на тоа тие определуваат цена. Но и граѓаните треба да знаат дека ако тие не се согласуваат со таа вредност што е определена од страна на Биро за вештачење, тој по автоматизам се води како судски процес и граѓаните имат право по судски пат да дојдат до поинаква цена. Кај нас, во јавното предпријатие, си доаѓаат во момент кога ќе заврши целокупниот процес за експроприација и ни доставуваат вредноста која треба ние како јавно предпријатие, како корисници на експроприација да ги исплатиме. Добро, значи да се збогуваме од бандичкиот кромит и другите градинарски производи. За жал, таа е констатацијата. Сега тоа е предвидено со проектот кај што треба да помине автопатот, тоа е предвидено со урбанистичкиот проект и тоа е предвидено да имаме и трајна експроприација. Сега да појдеме на една друга локација, во Прилепско има место на кое има над 20 видови ретки минерали. Тоа место, од тука треба да се црпат суровини, да речем, за потоа да се гради автопатот, и токму овие ретки минерали можат да завршат како тампон за изградба на автопат. Сте знаеле за ова? Значи вака, како што зборувавме и за експроприација, на кој начин и како се постапува со експроприација, исто така се постапува и се почитуваат сите законски норми и за концесии за земење на секакви материјали. Тие концесии се даваат кај релевантните институции, како што е Министерство за економија или други институции, каде што сите државни институции треба да даваат мислење. Дали тоа е од културно наследство, дали тоа е од природно наследство, за било што, ние треба да бараме и бараме согласност од сите релевантни институции. Сите тие релевантни институции кога дават согласност, тога се дава концесија за земење на материјалите од страна на Бехтел и ЕНК, па и од другите компании што работат кај другите проекти. Ви дадоа согласност за ова место? Јас точно не знам, ако има, можеби сега во моментот има само геоменички испитувања и се испитуваат материјалите за нивните својства што го имат. Но кога тие ќе достават за да го земат тој материјал или да ја земат таа концесија, мора да барат одобрение од Министерство за економија. Министерство за економија ќе дава согласност, прво ќе бара мислење од сите релевантни институции, кога ќе ги има сите тие мислења позитивно, тогаш ќе дава концесија за одредено место. Откако жителите од тој регион, експерти, геолози, други активисти реагирале до многу институции, сега тоа место, тој барем рид централното место, е оградено со некакви банерчиња на кои што стои на 3 јазици: внимание, заштитено културно наследство. Веројатно некоја од институциите решила дека тоа сепак е културно наследство. Меѓутоа веќе копаат багерите непосредно до последното знаменце со кое што е означено. Можете ли вие да ветите дека ова место кое што е веќе означено како културно наследство нема да биде уништено? Значи јас можам да ветам само за моите ингеренции што ги имам како директор на јавно предпријатие за државни патишта. Секој одговорен човек што раководи со секоја институција во државата треба да вети за нивните одговорности што ги има. Ние веќе имаме договор со Институтот за културно наследство и тие веќе беа на терен и во коридор 8 и во коридор 10D, нивните експерти беа на терен, од нивна страна ние имаме зелено светло или ние имаме одобрение или позитивно мислење, кога ги имаме сите тие позитивни мислења, тогаш ние влегуваме и им даваме одобрение на Бехтел и ЕНК. Ќе следиме како ќе се развива ние овој случај. Ние сме тука во секој момент и можеме и на терен да излеземе и да ги гледаме. Господин Рустеми, докаде изградбата на автопатите од коридорите
8 и 10D, со оглед на тоа што на терен веќе може да се видат градежни активности. Да, во Бехтел Јенка веќе почна и со градежните активности и во коридор 8 и во коридор 10D. По освојувањето на урбанистичкиот проект од страна на влада за коридор 8 и за коридор 10D, веќе трајат другите активности каде што се прво треба да се врши експроприација на целата траса, каде што треба ние да отвориме поголем фронт за работа на конзорциумот Бехтел Јенка. Веќе ние сме во процес за експроприација и во коридор 10 кај Гостивар и во коридор 10D истовремено. Има неколку месеци каде што веќе има и градежни активности од страна на Бехтел Јенка за геоменичките испитувања на целата траса, истовремено и за си работат на отварање на сите пристапни патишта до главната траса. Веќе се проектират делови од коридор 8 и коридор 10D. Веќе имаме ангажирани неколку месеци порано и проектантските друштва кои веќе проектират. Сега за делница 1 Тетово Гостивар, Гостивар Бојкочане и Прилеп Битола. Овој месец веќе ќе почнеме со урбанистичкиот проект за проектирање на урбанистички проект и за делница 3, што е Требеништа Струка Ќапасан. Во преговори сме со јавното предпријатие на Албанија, каде што ќе ја смениме трасата, бидејќи имавме доста забелешки од страна на УНЕСКО, каде беше предвидено трасата да излезе до Ќапасан. Сега веќе сме договорени и веќе имаме подпишано и меморандум со Република Албанија, каде што веќе е предвидено да се изгради еден тунел помеѓу Македонија и Албанија и граничниот премин нема да биде повеќе во Ќафасан, него ќе биде заеднички тунел помеѓу Македонија и Албанија. Веќе при крај сме и технички, веќе имаме поставени контакти со јавното предпријатие за патишта од Албанија, со нивни проектанти и со проектантите од Бехтел Јенка, и веќе се определува и должината на тунелот кој ќе биде заеднички тунел помеѓу Албанија и Република Северна Македонија и ќе се скрати патот од Скопје до Тирана за околу 25 километри. Директоре, кажете ми колку средства досега се префрлени на Бехтел Јенка? До сега кон Бехтел Јенка се префрлени 207 милиони евра. Ова година во буџетот веќе се предвидени во буџетот за 2024 година, се предвидени 15 милиарди и 100 милиони денари, тие се околу 245 милиони евра. Исто така, тие средства што не беа искористени во 2023 година, беа пренесени во посебна сметка кај јавното предпријатие за државни патишта, тоа е 1 милиарда и 697 милиони денари, и тие средства ќе се префрлат и ќе се користат ова година. Тоа значи дека ова година за Бехтел Јенка има буџет од 275 милиони евра. Со оглед на тоа дека јавното предпријатие за државни патишта не е во системот отворени финансии, првиот вице-премиер Артан Груби најави дека ќе се изработи нов, поинаков систем во кој што точно ќе биде информирана јавноста како ќе се трошат парите од овој проект. Меѓутоа, таков систем досега не е достапен. Зошто? Значи вака. Истовремено сакам да ви информирам дека во нашата веб страна ние ги објавуваме сите исплати што ги имаме кон конзорциумот Бехтел Јенка и 3-месечни извештаи, финансиски извештаи ги извадиме сите тие податоци во нашата веб страна. Но истовремено, сите исплати што одат кон Бехтел Јенка до сега, тие се буџетски средства и тие средства одат преку буџетот на РМ до Министерството за транспорт и врски, после се префрлуваат во јавното предпријатие, па ние ги префрлуваме кај Бехтел Јенка. И тие се
може да се гледат тие средства што беа исплатени до сега. Овие средства што беа префрлени во посебна сметка кај јавното предпријатие што не беа искористени во 2023 година, и јас ви информирам во секој момент. Да, јас сакате сум да многу кажете дека отворен има начин и во како да секој се... момент Ви разбирам. сите тие ние ги објавуваме во нашата Така. веб страна, граѓаните за секој денар да бидат Меѓутоа, информирани. и во Не само за овој така. проект. И јас, ако владата одлучува, јас сум согласен сите наши исплати што одат кон сите други градежни компании да бидат јавни и граѓаните да знаат точно колку. Така, во системот отворени финансии многу поедноставено ги има сите исплати од општините, од државните институции и така натаму. Веројатно еден таков систем што го најави вице-премиерот би бил од полза кога би ги имале на едно место И јас сите трошоци. потполно се согласувам и подобро Ќе го ќе направите биде. побрзо? Значи, ние ќе го направиме кога ќе имаме законска норма за тоа. Бидејќи сега ние работиме според Законот за јавни предпријатија. Во Законот за јавни предпријатија точно е предвидено на кој начин ние што работиме. Ако се изменува законот и ако законот го бара тоа, со задоволство Осман ние ќе ги отвориме сите наши исплати што одат кон сите наши договори што ги имаме склучени како јавно предпријатие. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас.